Со цел Демир Хисар да биде уште поубаво и попристојно место за живење, јас, како иден градоначалник, заедно со мојот тим и секако со вашата поддршка, максимално ќе се ангажираме за остварување на ветеното и реализација на проектите од нашата програма. Ние не говориме за измислени работи, туку за конкретни проекти предложени од самите граѓани на општина Демир Хисар, видливи, со прецизна динамика за нивна реализација, со рокови кон кои се обврзуваме. Оценувајте не според тоа што го имаме во нашата програма. Програма која е реален одраз на потребите на демирхисарци. Тоа е тоа што не прави поинакви од другите. Владините роуд шоа, кои беа жестоко критикувани од опозицијата, даваат видливи резултати. Руската компанија за производство на балетска опрема и спортска опрема Гришко во селото Слепче ја отвори првата фабрика надвор од Руската Федерација за изработка на балетски обувки и со тоа се обезбедија 80 вработувања за демирхисарци. До крајот на годината ќе се отвори уште еден погон во Демир Хисар и ќе се створат услови за вкупно 300 вработувања. Тоа е обезбедување клима за вработување со конкретни дела. Затоа ве повикувам на 24 март да излеземе на локалните избори и сите да го дадеме гласот за победа за Демир Хисар. Победа за ВМРО ДПМН, победа за нови дела. Демир Хисар се сака со дела. Да живее победнички Демир Хисар, да живее ВМРО ДПМН, да ни е вечна Македонија. Драги пријатели, вечера сме собрани тука да дадеме поддршка за идниот градоначалник на Демир Хисар, за Љупчо Божевски. Новата програма со која што се излегува овдека во Демир Хисар е мощно, добро анализирана и омислена. Изградба на едно повеќенаменско спортско игралиште во основното училиште Гоце Делчев во Демир Хисар, во соработка со владата и со Агенцијата за млади и спорт. Реконструкција и на здравствениот дом во Демир Хисар и отворање на пензионерски клуб во Демир Хисар. Штом се завршат имотно-правните проблеми, ќе се заврши и реконструкцијата на градскиот фудбалски стадион во Демир Хисар, за кој што јас пред извесен период дадов ветување. Реконструкција и на најоштетениот дел од регионалниот пат Р512 Демир Хисар Света Бела црква, Обрешани, Галичани, Прилеп. Асфалтирање на улици во Демир Хисар, Смилево, во Слепче, асфалтирање на улици во селото Своештица и во селото Сопотница. Во новата програма се предвидува и реконструкција на локалниот пат село Суводол, Манастир Пресвета Богородица, локалниот пат од спој Р416, село Радово, Манастир Свети Атанаси. Во него за наредните 4 години предвидуваме и реконструкција на локалниот пат село Стругово, село Загориче и реконструкција на локалниот пат за село Бресово, како и отворање на потрачни училишта во село Белче и село Загориче. Реконструкција и на водоводната мрежа во селата Слепче, Стругово и Сопотница. Изградба на канализацијска мрежа во село Единаковци, како и изградба на фекална канализација во село Белче. До изградба на канализацијска мрежа во село Сопотница и оспособување на почистителна станица. Изградба на каналскиот систем за наводнување во село Прибилци и повеќе други проекти кои што можете да ги најдете во внимателно срочената програма која што ја прегледувавме и во Скопје, за да не има нешто што можеби нема да може да го исполниме, а да го ветиме. Да живее Демир Хисар. Да се здрави и живи. Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија.